Уште едно делче во мозаикот која дава појасна слика за трагичната автобуска несреќа која се случи на автопатот Струма во Бугарија во ноември 2021 година. За смртта на 45 македонски државјани вина има и Бугарската агенција за патна инфраструктура. Судот одмерил дека агенцијата сноси одговорност од 10% за штетите за трагичната несреќа и треба да им исплати надоместок од по 20.000 лева на секој од тужителите. Според одлуката на Окружниот суд во Перник, патот бил проектиран со недостатоци, односно на повеќе места немало поставено знак за ограничување на брзината до 90 км на час. Лошо е изградена и одржувана. Ознаките не се во согласност со регулаторните барања. Тие укажуваат дека не се поставени никакви знаци Д7А и Д8А за почеток и крај на експресниот пат и знак Е22, што би значело експресен пат со ограничување на брзината до 120 км на час. Блиските на жртвите во август 2022 година поднесоа барање за обештетување во висина од 750.000 евра против АПИ и Бугарската асоциација на осигурителни возила. Сепак тожителите не се целосно задоволни. Според адвокатот на роднините Николај Димитров, во моментот на несреќата имало голем број технички неисправности на коловозот, погрешни ознаки и знаци, неквалитетни заштитни огради и асфалт, што влијало за сообраќајната незгода со трагични последици. Но тоа, според нив, не е 10% од вината. Сме доволни с размера на присуденото обештетение, тъй като съда приема, че само 10% е вината на Агенция Пътна инфраструктура. За нас тази вина е 50%. Тоест, наполовина има вина шофьора и наполовина има вина Агенция Пътна инфраструктура. Пуснали сме въззивно обжалване, прашање до съда в София и очакваме съда в София да се произнесе. Судот во Перник има и второ решение, вели Димитров, која потврдува вината кај Агенцијата за патна инфраструктура, а очекува и останатите одлуки да бидат во истата насока. Това, което ние твърдим, това е очевидната истина за този път. Това е всеизвестен факт в България. Това го знаят всички. Въпросът е, че обикновено в Агенция Пътна инфраструктура се назначават отговорни лица, които са политически назначени и те имат имунитет срещу наказателно преследване. Ние именно сега се надяваме с това решение на съда да можем да възбудим отново наказателното производство. И во Македонија имаше предмет против собственикот и компанијата Бесатранс, обвинети за користење на фалсификувани документи во превозот на патници. Во ноември 2021 година Скопскиот кривичен суд издаде 4 годишна забрана за вршење на меѓународен превоз и парична казна од 800.000 денари. Беким Хаджију, собственикот на Бесатранс, доби затворска казна од 1 година и 8 месеци заради фалсификување на документи кои потоа ги користеле возачите кога со автобусите ја напуштале државата превезувајќи патници. Истрагата за случајот покажа дека со фалсификувани лиценци 135 пати автобусите на Бесатранс ја напуштале државата, поради што се казнети и двајца цариници кои ги пропуштале автобусите на Бесатранс. Но Скопска апелација го врати предметот на повторно одлучување.